Ново информативно издание на К3, во него ќе гледате. Августовски испитен рок за полагање државна матура. Од Североистокот пријавени вкупно 240 матуранти. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев на терен во поплавените подрачја во Скопско. Во Турција полицијата уапсила над 120 директори кои се сомничат дека се помагатели за државниот удар. Шпанска Хелвете исклучително тежок противник за женскиот ракометен клуб Куманово. Останете со К3. Тргнуваме по куса пауза за реклами. Ви благодариме што секогаш имате отворена врата за нас. Сега сме чекор поблиску до фер и демократски избори. По проверката на избирачкиот список има несовпаѓање на дел од податоците на гласачите. Провери дали си ти дел од нив на веб страницата или во Државната изборна комисија, во подрачните одделенија на ДИК или во единиците на локалната самоуправа. До 19 август провери и пријави се за да го оствариш своето избирачко право. Во Китка Петрол го ценат вашиот денар. Секогаш поевтино од другите, најквалитетното гориво и се што ви е потребно за вашиот автомобил. За вас нудиме и богат асортиман производи во маркетот, со можност да заштедите. Китка Петрол врши надворешен и внатрешен транспорт на горива со сопствени возила. Посетете ги бензинските на Китка Петрол на две локации, на магистралниот пат меѓу Куманово и Крива Паланка и на патот кон Слупчане, општина Липково. Вашата свадба направете ја во пријатен амбиент со врвна услуга и квалитет. Ресторан Подкале во центарот на градот. 2 сали со капацитет од 260 и 450 гости за мали и големи свадби. Телефон 077 466 466 и 3 116 166. Старата приказна продолжува. Ресторан Подкале. Се одлучивте за уредување на вашето домашно капче. Побарајте совет и помош. Тука за вас е Форма Нова. Одберете си мебел за вашиот дом по ваша мерка. Модерни гарнитури, практични комоди, удобни спални соби и квалитетни кујни. Врвот на задоволството при купување е извонредниот попуст кој трае до 30 јуни. Сега е лесно да се живее со Форма Нова. Улица 3 Македонска ударна бригада без број. Телефон 031 451 069. Тетра мебел, препознатлив квалитет. Посетете го салонот кој што се наоѓа во кругот на фабриката во Долно Којнаре спроти царинскиот терминал. Производство на тапациран мебел, гарнитури, троседи, двоседи и фотели, по мерка за да вашиот животен простор изгледа поубаво и помодерно. Еко кожа или мебел штоф, изборот е ваш во Тетра мебел. Во екот на летната туристичка сезона ви нудиме најбрз, најбезбеден и најудобен превоз за Подгорица, Сутоморе, Чањ, Булјарица, Петровац, Рафајловиќи, Бечиќи, Будва, Тиват, Котор и Херцег Нови. Патувајте до атрактивните туристички дестинации во Црнагора преку Албанија, единствено и поволно со Руле Турс. Тргнувањето е секој вторник, четврток и сабота во 20 часот од автобуската станица во Куманово.
Продажбата на билети се врши на шалтерите. Информации на телефон 031 428 570. Убавината и негата на вашата коса е во сигурни раце. Уверете се во квалитетот на нашата работа. Сигурни сме дека од кај нас ќе излезете среќни и задоволни од вашиот нов изглед. Ве очекуваме! За сите обични суперхерои, нов вкус на цевитана. Тар инженеринг, искуство во градежништво повеќе од 10 години. Квалитетот веќе проверен. Вршиме продажба на станови во објект во изградба на атрактивна локација, улица Дичо Петров број 2, Скопје. Становите се од 30 до 74 метри квадратни. Тар инженеринг, топол дом за среќно семејство. Телефони 02 309 7077 и 071 262 011. Тар инженеринг. Ова лето, чувствувајте се поврзани каде и да сте. Сега со вклучени 250 мегабајти интернет и 50 минути разговори во роаминг. Плюс, одберете го вашиот нов Alcatel по супер летна цена. Луѓето не прашаа за страста која се чувствува кога се вози новиот Renault Megane. Токму затоа направивме експерименти користејќи најнова технологија. Научниците ги анализираа податоците и заклучокот до кој дојдоа беше: ако сакате да ја почувствувате страста, возете го новиот Renault Megane. Пробуди ја страста. Сега може секој. Омилениот Renault Clio, Captur и Megane со само 3,99% каматна стапка, без трошоци за одобрување и со 15% учество. Побрзајте, затоа што понудата трае само до 31 јули 2016 година во соработка со Стопанска банка Ада Битола. Automotive Group. Зегин Healthy Food ви го најавува етно плоштад фестивалот во Берово со мега звездата Северина. 27 август, плоштад Берово. Почеток 22:30 часот. Северина, единствена, неповторлива, глуми, пее, танцува и порачува. Сите во Берово на забава и добра храна. Зегин Healthy Food само за вас. Северина. Драги пријатели, петото издание на Joy Fest ви ги представува DJ Гоце, Ареа, легендите на балканската алтернативна рок музика, Ван Гог и многу други бендови. 20 август, 19 часот, на градски плоштад Крива Паланка. Се гледаме на Joy Fest!
Следите дневник на К3. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев и денеска е на терен во поплавените подрачја. Тој заедно со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и министерот за одбрана Зоран Јолевски изврши увид во активностите за санација во населените места Стајковци и Инџиково. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев и денеска е на терен во поплавените подрачја. Тој заедно со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и министерот за одбрана Зоран Јолевски изврши увид во активностите за санација во населените места Стајковци и Инџиково. Димитриев беше брифиран од припадниците на АРМ за моменталната состојба на терен. По добиената задача формирани се сили за задача за справување со кризната состојба, силите кои беа формирани и потребни за помош на населението. Од првата фаза сили за претрага и спасување, првата фаза е веќе завршена, но и понатамо фазите се преклопуваат затоа што и во овој момент имаме ангажирано специјални кучиња за претрага во делови од районот на Камник. Останатите фази, фазата за расчистување и спасување се во тек, веќе се наоѓаме во фаза на дезинфекција и, да кажам, веќе завршна фаза. Сите улици од Стајковци се пробиени, така да во моментот можем да кажам дека денот кога дојдовме и сега може и да се види одредена свежина на лицата на населението. Единиците на АРМ во соработка со сите владени институции кои се упатени на терен ги координира активностите во Стајковци. Моментално имаме 3 критични места на каде што е даден приоритетот на армијата. Тоа е на крајот на улицата 6, блиску до обиколницата, улицата 20 и 21 и 24 и 25. Сите улици, последната улица 21 е пробиена вчера. Просекот, значи се задржуваме во дневниот просек на исфрлање на наноси од шут и кал. Вчера имавме некаде околу 8100 тони смет изнесено од селото. Граденжата механизација со киперите организирана на ротацијски систем, помалите камиони кои што можат да влегуваат во тесните улички сокачиња, ја завршуваат работата во селото. Вршиме истовар на обиколница, а од тука повторно утовар и на големите камиони и транспортирање на отпадот во Дрисла. Останатите улици кои што не ги вие третирате како критични точки, дека е се завршено од аспект на изнесување на калта од дворовите, од улиците и така натаму, дека веќе следи процес на миење на улиците и дезинфекција. Таму каде што не е војската не значи дека не се работи. Ние на дневна база имаме бројка од 750 до 1100 волонтери и припадници на разни јавни предпријатија кои што секоја утро се јавуваат овде. Наша координација е каде што е тежиштето е армијата подпомогната од другите владини институции и јавни предпријатија, а таму каде што да речеме работата, расчистувањето е во поодмина тек, тука одат цивилни институции со координатори на групите од армијата. Значи секаде се работи, во секој дел на селото се работи, со тоа што јужно од улицата 6 и јужно од улицата 11 и 6 работата е во, така да речем, во завршна фаза. Пред секоја куќа, дворните места, оној уреден дел од куќата е среден, дворот е среден, бавчите и затоа што куќите се со поголеми дворови овде. Се поголем број чистени улици и домови, се обновува инфраструктурата, дезинфекцијата е во тек, а наскоро ќе започне и обештетувањето. Граѓаните изразија благодарност до Димитриев за ажурноста на институциите и санирањето на нивните куќи и дворови. Спорните гласачи во избирачкиот список имаат рок до 19 август за пријавување во Државната изборна комисија. Имињата на спорните гласачи беа објавени на 26 јули и тие имаат рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи. Пријавувањето се врши електронски преку специјалната апликација на веб страницата на ДИК или лично во подрачните единици на Државната изборна комисија и во канцелариите на управата за водење матични книги.
Заклучно со вчерашниот ден во ДИК се пријавиле вкупно 5022 граѓани кои што се спорни во избирачкиот список. Од нив, како што соопштуваат од ДИК, 2236 се пријавиле во подрачните оделенија и канцеларии, дополнителните канцеларии на ДИК, додека 2786 за пријавување искористиле веб апликацијата на интернет страницата на комисијата. Според податоците на Државната изборна комисија, најмногу пријавени граѓани има во Чаир 907, во Сарај 571, во Тетово 501 и во Куманово 453. Најмалку пријавени има во Пласница, Василево и Градско по 2, а до ДИК не се пријавил ниту еден граѓанин од повеќе општини, меѓу кои Неготино, Пехчево, Зелениково, Кривогаштан и Демир Капија. Пријавувањето се врши секој ден во периодот од 8:30 до 19 часот. По истекот на овој рок, ДИК има на располагање 10 дена за да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи. Ако не се пријават во предвидениот рок, спорните гласачи нема да бидат запишани во избирачкиот список, но ќе добијат можност тоа да го направат за време на јавниот увид на списокот пред парламентарните избори. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден бележи неколку интервенции на пожари на различни локации на подрачјето на општина Куманово. Интервенции регистрираат и противпожарните служби на општина Старо Нагоричане. Екипите на територијалната противпожарна единица од Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале на 4 локации, од кои 3 на запалена сува трева, но и една посериозна кога било пријавена дојава за пожар во фабрика за картонажа, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Околу 14 часот и 25 минути во текот на вчерашниот ден 7 пожарникари со 3 противпожарни возила го гаснеле пожарот во фабрика за картонажа во населбата Карпош. Интервенцијата на пожарникарите завршила во 17 часот и 50 минути, а причината била поголема материјална штета на објектот. Останатите 3 интервенции се на запалена сува трева, од кои една исто така била во населбата Карпош во периодот од 19 часот и 50 минути до 20 часот и 25 минути. На истиот пожар интервенирале 3 пожарникари со едно противпожарно возило. Сува трева 4 пожарникари со едно возило гаснели на граничниот премин Табановце во периодот од 13 часот и 15 минути до 14 часот и 40 минути. Запалена сува трева имало и кај местноста Серава, каде 3 пожарникари интервенирале со едно возило. Со полни рад се работа во текот на вчерашниот ден били и припадниците на територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричане. Имало 3 интервенции за запалени стрништа, трева, ниско стеблеста шума, соопштуваат од регионалниот центар за управување со кризи во денешниот билтен. На бројот 195 на центарот за управување со кризи, случајен минувач пријавил дека има пожар на патниот правец Куманово Крива Паланка зад бензинска пумпа Мид Комерц, поточно ватарот на селото Суфора Војник. Центарот за управување со кризи веднаш ги известил пожарникарите од општина Старо Нагоричане кои излегле на терен и го локализирале огнот. Интервенцијата трајала од 15 часот до 17 часот и 30 минути. Станувало збор за запалено стрниште, сува трева и ниско стеблеста шума. Во гаснењето учествувале 5 пожарникари и едно противпожарно возило. Како што известуваат командирот на територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричане, во текот на денот пожар имало и ваторот на село Никуљане. Пожарникарите скоро 2 часа во периодот од 12 до 14 часот гаснеле запалено срниште, сува трева и ниско стеблеста шума на површина од 45 хектари. При гаснењето учествувале 20 пожарникари со едно возило. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против БР 39 години од Куманово, помлад инспектор за општ криминалитет во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. СВР Куманово поднесе кривична пријава против БР 39 години од Куманово, помлад инспектор за општ криминалитет во МВР на Република Македонија, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. Пријавениот во текот на 2002 година со намера да се стекне со противправна имотна корист, односно да оствари работен однос и се вработи во МВР на Република Македонија без претходно завршено средно образование
обвинување на засега непознат начин изготвил 4 свидетелства за завршени 4 години во автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски Скопје, како и диплома за положен завршен испит за сообраќаен техничар. Ваквите документи во 4 наврати ги употребил во правниот промет како вистините, и тоа кај нотарот Куманово, каде ги заверил истите во Агенцијата за вработување, во одделението за заеднички работи во СВР Куманово и при упис во Државниот универзитет во Тетово, каде во текот на 2015 година се стекнал со уверение за завршена висока стручна спрема. При тоа во период од 24 февруари 2005 година до 30 јануари 2014 година бил вработен како полициски службеник во полициската станица Куманово, а од 30 јануари 2014 година со решение е распореден на работно место помлад инспектор за општ криминалитет во СВР Куманово. Во текот на минатата недела царинските службеници открија една царинска измама и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани рачни часовници, алкохолни пијалоци, цигари, тутун, автоделови, мобилни телефони и други производи. 70 килограми сецкан тутун и 27 штеки на цигари со македонски акцизни маркички биле откриени на железничката станица Табановце при контрола на празен товарен воз пријавен за излез од државата. Царинските службеници забележале црна кеса која висела од еден од вагоните пошто бил извршен детален преглед и во страничните празнини на подвозјето на вагонот биле откриени повеќе најлонски кеси со цигари и тутун, чиј собственик е непознат. 2 комплетни амортизери со автомобил марка Масерати биле откриени при контрола на бугарски автомобил, управуван од бугарски државјанин пријавен за влез во државата на граничниот премин Деве Бајр. Непријавените амортизери пронајдени во багажникот на возилото се привремено задржани, против возачот ќе биде поведена прекршочна постапка. Еден телевизор откриен при контрола на швајцарски автомобил управуван од македонски државјанин пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Непријавениот телевизор пронајден во просторот меѓу задните седишта и багажникот на возилото е привремено задржана, против возачот ќе биде поведена прекршочна постапка. 6 делови од опрема за алпинизам биле откриени при контрола на српски автомобил управуван од македонски државјанин пријавен за влез во државата на граничниот премин Деве Бајр. Непријавените производи пронајдени во кутија сместена во багажниот простор се привремено задржани, против возачот ќе биде поднесена прекршочна постапка. Одиме на други теми. Средношколците од средните училишта од Куманово, Крива Паланка, Кратово и Липково втор ден полагаат државна матура во августовскиот испитен рок. Според информациите на надлежните, пријавени се вкупно 240 матуранти кои полагаат екстерни и интерни предмети. Денеска математика во средното техничко училиште Наце Буѓони полага 7 ученика. На првиот ден од овој испитен рок се полагаше мајчин јазик. Сите ученици кои поради некои причини не полагале државна матура во првиот испитен рок во јуни имаат можност во августовскиот. На 15 август се полагаше задолжителниот мајчин јазик, македонски, албански, турски јазик и литература. Математика на ниво на Североистокот пријавиле да полагал вкупно 7 ученици. Најголем број нападнати матуранти се по странски јазик, информираат одговорните. Вклучени се училиштата од Куманово, и тоа трите стручни средни училишта и гимназијата Гоце Делчев, гимназијата Сами Фрашери, како и гимназијата од Липковскиот крај, Исмет Јашари и училиштата од Кратово и Крива Паланка. Математика полагаат вкупно 7, на 17 странски јазик 146 ученика, значи тука имаме најголем број нападнати ученици во сите училишта по странски јазици, и на 18 полагаат 47 ученика. Учениците кои во јунскиот и августовскиот испитен рок нема да положат државна матура, ќе имаат можност да полагаат следната учебна година. Секогаш имаме и ученик што не положил државна матура, тоа ќе има право да го стори во наредната година, значи во јуни да полага повторно државна матура, или доколку сака, ако положил македонски јазик, може да земе диплома за завршен испит. Значи тоа е по избор на ученикот, самиот ќе го стори, ако не сака да се запише на факултет или ако се запишува на некои факултети кои примаат ученици со завршен испит.
Меѓутоа пак ќе има право до година да полага државна матура. Како што соопшти Државниот испитен центар, државна матура во августовскиот испитен рок се пријавиле да полагаат вкупно 1820 ученика. Истите по сите предмети почнуваат во 10 часот на 11 локации ширум Република Македонија. Испитниот материјал истиот ден кога се реализира испитот ќе биде однесен во училиштата и ќе биде вратен во Државниот испитен центар. Деновиве започна акција за чистење на неголемиот атмосферски канал во градот Серава. Тој е направен далечната 1976 година, кога Куманово беше зафатено од елементарна непогода. Поради немарноста на граѓаните, каналот се наоѓаше во лоша состојба. Локалната самоуправа на општина Куманово започна со акција за чистење на канали, односно чистење на најголемиот атмосферски канал Серава, како и чистење на речните корита. Тендерската постапка е завршена пред околу 20 на дена, но поради елементарните непогоди, општината беше ангажирана на терен во поплавениот Скопски регион. Моментално се наоѓаме на влезот на Серава, тој е најголемиот канал за атмосферска вода која иде од Мачија глава од Романовци, бидејќи тука е најголемо сливно подрачје. Тук слабите камени забележуваат дека е очистено максимален деколман, отварање и заштита со решетки, така на некој начин безбедноста на овој дел од градот е гарантирана за поголем обим на вода. Отворено прашање на општина Куманово е каналот поред автопатот, кој е на Агенција за автопат и магистрални патишта и мислам дека тука е исто така сериозен проблем, особено на каналот кој се прекинува во негде кај населбата Тодебендол и не конектира доле со реката Липковка, бидејќи тука му е и главната дренажа на тој канал и тука е исто така проблем за поголеми обилни дождеви и сливни поплави на населбата Тодебендол. Тие најавија дека продолжуваат со активности за чистење на реките Липковка, Којнарка и Кумановка. Ти апелирам поново, користики ги вашите медиуми до граѓаните за совеста, за чувување на живата средина и депозит на габаритен отпад и шут. Ние ќе успееме во ток на овој месец и септември да го завршиме тендерот. Тендерот е во висина од 2.800.000 денари, по норма час на машини, на камиони и така натаму, работници. Ово е почеток на работата, имаме отворен фронт за чистење речно корито и ќе делуваме превентивно на сите делови од градот и при градските населби. Се надевам оваа превентива ќе роди со плод и да имаме некакви обилни дождови во есен, ќе ги дочекаме спремни. Продолжуваат со имплементација на развојната програма. Во моментов се работи за подобрување на патната инфраструктура на повеќе различни локации во приградските населби, како и најава за отпочнување со реконструкција на занатскиот дом. Во продолжени информации од културата, културно-едукативниот хепенинг насловен како Кокино од тврдина на сонцето ќе се реализира во недела на Мегалитската обсерваторија Кокино. Овој хепенинг е дел од проектот на владата на Република Македонија и Министерството за култура. Кокино, македонски бренд, има хуманитарен карактер. Сите собрани средства ќе бидат донирани за поплавените подрачја во Скопско. Кокино, македонски бренд, има хуманитарен карактер. Сите донирани средства од посетителите ќе бидат наменети за жителите од поплавените подрачја. Министерството за култура информира дека како дел од програмските активности кои ќе почнат во 17 часот, за посетителите ќе бидат организирани едукативни тури до обсерваторијата. Ќе се одржат и повеќе работилници за керамика, филигран, оригами, а паралелно ќе се одвиваат и предавања од областа на астрономијата. Вечерта со почеток во 19 часот ќе се одржи поетско читање. Во музичкиот дел ќе настапат Мухамед Ибраими, Фолтин и Кирил Џајковски. Хепенингот планирано е да заврши околу полноќ со проекција на краткометражни филмски проекции во рамки на кино под отворено небо. Претходно како дел од 4-годишниот проект Кокино, македонски бренд, кој е во насока на промоција и афирмација на првото регистрирано планинско светилиште од бронзено доба на територијата на Република Македонија, беа реализирани повеќе настани. Во Археолошкиот музеј на Македонија беше одржан меѓународниот научен симпозиум на тема Кокино, археолошки и астрономски аспекти, паралели и искуства и изложба на фотографии од локалитетот Кокино, видени низ објективот на еден од најстакнатите македонски фотографи Љупчо Илиевски. Музеот
Музејот во Куманово ја реализираше изложбата Кокино од тврдина на сонцето, на која беа презентирани околу 150 артефакти откриени за време на археолошките истражувања на овој локалитет. Според НАСА, Кокино се наоѓа на високото 4-то место на најстарите обсерватории во светот. Турската полиција во Истанбул во 44 компании уапси 120 директори. Апсењата се дел од истрагата за минатомесечниот неуспешен обид за државен удар. Прегледот на Свето денеска. Во големата полициска акција на турската полиција во Истанбул во 44 компании уапсени се 120 директори. Ова е дел од истрагата за минатомесечниот неуспешен обид за државен удар, известуваат турските медиуми. Според новинската агенција на Долија, турските власти ги обвинуваат раководствата на овие компании дека финансиски го помагаат движењето на муслиманскиот верски водач Ѓулен, за кого се смета дека го организирал обидот за државен удар, кој тој го негира. Не се обелоденети имињата на компаниите во кои се извршени полициските акции. Полицијата врши акции во Ускудар и Умранije, населби во Истанбула. Полицијата меѓу другото упадна и во една неименувана холдинг компанија, пренесува Анадолија. Од обидот за државен удар на 15 јули турските власти уапсија повеќе од 35.000 луѓе, од кои 17.000 официјално се уапсени, а десетици илјади се суспендирани од нивните позиции во турската армија, правосудството, образованието и судството. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека сака неговиот наследник да биде жена, што би било прв пат од формирањето на светската организација. Тој наведе дека за изборот на жена за генерален секретар на Обединетите нации ќе решава 15-члениот совет за безбедност. Досега за наследник на Бан се кандидирани 6 мажи и 5 жени. Има многу жени лидери во националните влади и други организации или во бизнисот, политиката, културата и другите сфери. Нема краен рок за номинирање кандидати за генерален секретар на Обединетите нации, се споменуваат имињата на уште 2 жени: германската канцеларка Ангела Меркел и еврокомесарката за буџет Кристалина Георгиева. Доналд Трамп побара сериозна проверка на сите кандидати за доселување во САД, ветувајќи дека ќе успее да ги спречи оние кои што се симпатизери на екстремистичките групи или оние кои што не ги прифаќаат американските вредности. Тој порача дека неговата политика пред се ќе се однесува на привремено сопирање на доселувањето од опасните региони ширум светот. Говорејќи во сојузната држава Охајо, каде што исходот на ноемвриските председателски избори ќе биде крајно неизвесен, Доналд Трамп порача дека неговата противничка од Демократската партија Хилари Клинтон нема ментална и физичка издржливост за борба против исламската држава. Тој изјави дека уништувањето на таа терористичка група ќе биде централен став на неговата надворешна политика и порача дека ќе се здружи со сите земји кои што се против ИСИС, а особено ја издвои Русија како земја со која што, како што рече кандидатот на републиканците, САД може да има подобри односи. Ждрепката за ракометарките на Куманово за настап во Европскиот челендж куп им го донесе тимот на Хелветија од Шпанија. Се работи за одлична екипа, добро покриена на сите позиции, а младите кумановки ќе се обидат да се представат во што подобро светло против реномираниот противник. Според првичните информации се работи за силна екипа која доаѓа од Шпанија, една од водечките земји во женскиот ракомет во светски рамки. Тимот на Хелветија е одлично покриен на сите позиции, а се издвојуваат неколку ракометарки кои се носители на играта. Предводник на тимот е капитенот Тереза Францес, која ја игра петата сезона во клубот, а игра на крилната позиција. Вториот играч кој се издвојува со потенцијалот е кружниот напаѓач Алба Гарсија, која ќе представува голема опасност за екипата на Куманово. Шпанскиот тим уште ја надополнуваат и Ема Боада, Макарена Гондулфо, Нора Азуменди и Силвија Ауса. Тимот од клупата го предводи одличниот стратег Феликс Гарсија. Во секој случај, екипата на Куманово ја очекува тешка задача и неблагодарно да се прогнозира конечниот исход на оваа пресметка. За љубителите на спортот од Куманово, тоа ќе биде ретка прилика да видат квалитетна екипа од Шпанија. Што се однесува до потребните финансиски средства за меѓународниот настап на ракометарките, од страна на локалната власт за сега се уште нема ништо. Раководството на клубот се надева дека во новата сезона клубот сепак ќе влезе со постабилна финансиска состојба за да може ракометарките да продолжат со успешните резултати.
На Олимписките игри во Бразил следуваат нокаут мечевите од екипните спортови во кои се очекуваат големи возбудувања. На Олимписките игри во Бразил напреварите влегуваат во завршна фаза. Ова се пред се однесува на екипните спортови каде следуваат така наречените нокаут мечеви по кои ќе се знаат полуфиналистите. На кошаркарскиот турнир познати се двојките во машка и женска конкуренција, кај дамите во четвртфиналите ќе се сретнат Австралија, Србија, Шпанија, Турција, САД, Јапонија и Франција, Канада, додека кај мажите двојките се Австралија, Литванија, Шпанија, Франција, САД, Аргентина и соседското дерби Србија, Хрватска. Што се однесува до одбојкарскиот турнир и тука се очекуваат големи возбудувања. Во женска конкуренција парови се Јужна Кореја, Холандија, Јапонија, САД, Бразил, Кина и дербито Србија, Русија. Кај мажите најголемо внимание ќе привлече средбата Канада, Русија, а другите двојки се САД, Полска, Италија, Иран и Бразил, Аргентина. Ватреполо турнирот денеска исто така ќе биде во центарот на вниманието, а таму се двојките Унгарија, Црна Гора, Србија, Шпанија, Бразил, Хрватска и Грција, Италија. И за крајот од овој блок информираме за двојките на ракометниот турнир. Кај мажите четвртфиналните двојки се Бразил, Франција, Германија, Катар, Данска, Словенија и Хрватска, Полска. А кај дамите ќе се сретнат Бразил, Холандија, Шпанија, Франција, Шведска, Норвешка и Русија, Ангола. Клаудио Браво би требало да биде гомоно што ќе го засели Манчестер Сити откако и челниците на Барселона донеле одлука да го продадат искусниот чувар на мрежата. Каталонците немаа намера да се разделат од Браво, но се решаваат на ваков чекор откако голманот веќе ги договорил личните услови со граѓаните и самиот инсистирал на заменувањето на Окамп. Како што јавува каталонскиот весник El Mundo Deportivo, раководството на Барселона по консултациите со тренерот Енрике се решило да даде зелено светло за трансферот, но инсистира истиот да се реализира на крајот од овој месец, кога се очекува Тер Штеген да се рехабилитира од повредата и да застане на голот на каталонскиот гигант. Аукционниот договор на Раул Браво е со клаузула од 40 милиони евра за заменување на голманот, но со оглед на фактот дека тој има 33 години, за очекување каталонците да се согласат и на оштета од 25 милиони евра. По Гвардиола, Мориньо и новиот менеджер на Челси Конте стартуваше со победа откако неговиот тим во последниот напревар од Премиер лигата славеше на Вест Хем со 2:1. Откако првиот дел заврши без голови, во продолжението домаќинот победи со голот на Азар од пенал, откако претходно во 16-тетникот беше соборен Аспиликуета. Половина час подоцна Вест Хем успеа да израмни со убавиот гол на дефанзивецот Джеймс Конис, кој биеше прецизно со левата нога. Кога сите очекува мечот да заврши нерешено, во финишот на дуелот на сцена стапи Диего Коста, кој со ред кубов гол од 20 метри биеше прецизно, која значеше прва победа на Челси во новата напреварувачка сезона. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност и со слаб променлив ветер. Еве какво време ќе има североистокот. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме овој информативен блок. Довидување.